Срушена фонтаната кај заводот и музеј Битола, која со години беше символ на градот и покрај која ден и ноќе во минатото постојано се собира и разгладуваа најголем број млади битолчани. После ваквиот чин, голем број граѓани се прашуваат зошто сруна фонтаната, дали ќе се реконструира и што ќе се гради нова локација, кај која секојдневно минуваат голем број битолчани и туристи. Јас да ви кажам, вчера е видов оти клајани таму машини работа, и што е работата, еден пријател рече фонтаната е турка, рече. А зошто е турка не знам да ви кажам правина. Тоа е значи убаво нешто, видливо ќе дојди. Тоа чини за државата наша и за народот мислам. Тоа е убаво. Може ќе биде убаво, ама не знам што ќе се стори, што ќе направат, што објект. А инаку убаво е. Па оти да не биде, оти да не биде. Се што се гради, се е убаво е. Па странци идат го сликат вака, се сигурно, ова убаво дојде. Сега што ќе се изгради, не знам што ќе биде. Во секој случај убаво ќе биде, така? Или па кружен тек да направат. И тоа може да биде убаво. За градот да Битола е. Од општина Битола вела дека започнати се подготвителни активности за реализација на проект за употреба и одржување на крстосницата помеѓу улица Партизанска и улица Климент Охридски и просторот околу фонтаната пред Националната установа Завод и музеј во Битола. Во рамките на што во тек се активности за партерно уредување, за што се информирани службите надлежни за заштита на културното наследство и добиени се заштитно-конзерваторски услови со цел продолжување на активностите до комплетна реализација на проектот, се вели во соопштението од општина Битола. Впечатливата фонтана пред Битолскиот музеј, која е изградена во 1977 година, неколку години наназад остава лоша слика во очите на битолчани и домашните и странски туристи, помеѓу подновената инфраструктура, реновираните фасади на музеот и офицерски, како и трафиката за сувенири. Дали конечно оваа фонтана ќе добие нов лик или ќе замине во историјата, останува да видиме.